Почитувани, денес пратеникот Миле Талевски, кој самиот е дел од најнеспособната централна власт од осамостојувањето на Македонија, преку пресконференција бесрамно се обиде да ја дефокусира јавноста од најголемите проблеми. Ако беше вистински загрижен за граѓаните, истиот ќе се осмелеше да проговори за високата инфлација, за прескапите цени на основните намирници кои власта ги смета за луксус, за криминалот во здравството и скандалот со онкологија кој уништи цели семејства, за катастрофалните економски мерки кои граѓаните ги оставија со празни џебови и на улица. Ке кажеше збор 2 и за неспособноста на централната власт да ги заврши градежните активности на улица Леце Котески, која нанесе непоправлива штета по бизнис секторот во градот. Кога веќе се дрзнал да говори за предизборни ветувања, го прашуваме во кое предизборно ветување Миле Талевски вети покачување на неговата плата за цели 78%. Ако е толку доблесен, нека излезе пред Прилепчани и нека им ја покаже пресметката од последната пратеничка плата и нека им одговори колкав износ очекува да земи после Нова година. Градоначалникот Борче Овчевски и локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, секојдневно создаваат резултати во интерес на Прилепчани. Инфраструктурата, која 4 години ја има заборавено, сега се обновува и реконструира. Најдобар доказ за тоа е проектот кој се реализира во полна пареја со досега речиси 40 рехабилитирани улици, кој севкупно опфаќа рехабилитација и нов асфалт на дури 60 улици или над 80.000 метри квадратни. Во областа од образованието, оваа локална власт има инвестирано над 50 милиони денари во средните и основните училишта во нашата општина, за значително подобрување на условите на работа и учење. Извршена беше реконструкција и на плоштадот Методија Андонов Ченто, на потегот од споменикот Пеци Атанасовски спрема основното општинско училиште Кочо Рацин во должина од 216 метри. Моментално се работи на проект за изградба на главен доводен цевковод и изградба на пумпни станици кој ќе реши децениски проблем во населеното место Канатларци. Ова се само мал дел од реализираните проекти и покрај долгот кој СДС го остави од речиси 5 милиони евра поради недомајкинското работење на минатата локална власт. Општина Прилеп со честно и домајкинско работење се враќа на правиот пат, за што сведочи најдобро извештајот на UNDP во однос на финансиското работење. Почитувани, СДС и ДУИ се минато. Ваквите пресконференции преку кои прават обид да го подобрат очајниот рейтинг од 11,3% и да го ублажат катастрофалниот пораз со кој ќе се соочат, не поминуваат повеќе кај народот. После смена на централната власт доаѓаат години кога СДСМ ќе бидат долго во опозиција, како на локално, така и на централно ниво.